сега да повториме, но овој пат со шепотење. Нема родител во денешно време кој што не го познава Дарко Биберко. Буквално сите дечиња кои што растат во ова модерно време се запознаени со ликот на Дарко Биберко. Но за Дарко Биберко да биде Дарко Биберко се виновни токму тетките на Дарко Биберко, а тоа се Калина и Невена Нешковски, кои што директно од Америка допатуваа во родната земја Македонија и ова утро токму со нив ќе дознаеме за тоа како ќе се развива војнина Дарко Биберко. Девојки, навистина ми е чест и задоволство што ви имаме утро во утринската програма на Алфа телевизија и што ја прифативте поканата и да се потсетиме за тоа како почна Дарко Биберко, но и кои се вашите планови за војнина. Оно со кое што би сакала да започнеме е дали сте свесни за тоа каков бум направи Дарко Биберко? Па вака, јас да ви кажам право, од почеток го направивме за нашиот внук и пуштивме една-две песни и почна луѓе да ни пишуваат. Ајде, кога наредната епизода, кога што следно. И рековме, ајде, да правиме повеќе епизоди, но мислам дека најповеќе кога она се свестив дека стварно сме успеале, беше една случка, бев на планинарење во Чикаго и едни македонци ги слушнав и се поздравив со нив и она шокирани беа и ми рекоа дали си ти тетката на Дарко Биберко. И така, мислам, и тоа се деси за време на ковид. И од тогаш некако сватив дека стварно имаме направено бум, дека и до Америка сме стигнати. И тука по улиците исто не познаваат. Да, навистина популарноста е голема. Сите оние кои што имаат дечиња околу себе, дали се баби или дедовци или родители, тетки, стринки, сите се запознаени со ликот на Дарко Биберко и што какви видеа продуцира, пред се едукативни, но како се брои, односно како се крои инспирацијата? Па добро, многу пати мислам ќе седниме така како тим заедно со илустраторката, со Калина и ќе размислиме досега која тема не сме како да речам, доприле и бараме теми кои што најмногу знаеме дека до 4 години што треба децата да знаат, до 5 години што треба да знаат. Извини пак на охридски малце. Ако супер се звучи тоа. Мога да се негуваат дијалекти. Да. И обично така, на пример, ете со колку банани беше броење до 10, некјавме над 10. Зашто буквално беше за бебиња. И која е друга? Дирекции, горе, долу, лево, десно, значи знам дека мали деца не знаат што е лево, што е десно, така да многу ни е интересно и кога родители ќе ни кажат детето мое на 3 години знае каде е лево, каде е десно. Најверојатно да си ги облечени или чевлите, лева, десна. Така, да. И тоа многу ни е мило и мислам не само брейнсторм што правиме заедно, него исто така и од родители ни доаѓаат сугестии. Ни кажуваат детето, ево на пример, ни имаат пишано мака си имам детето, не си ги мие забите. Разбираш, и за тоа имаме напишано песна и така. Инспирација добиваме и од заедна колаборација, а и од родителите. Да, што е ново кај Дарко Биберко? Имаме нова епизода, ќе биде завршена до септември, се вика 7-те денови и ќе ги учиме деновите од седмицата со тетка Калина. Да, и тоа е ново. Најново, друго нешто, работиме сега исто така на Боенка и сега во најскоро време ќе се пушти и тоа. Друго нешто што сме многу возбудени за него е Дарко патува низ светот и Дарко ќе пее песни на други јазици. Лично на кои јазици? На неколку јазици имаме веќе снимано. Мислам, јазици што ги знаеме, јас знам, и двете знаеме шпански и романски, Невена повеќе знае, така да ме учеше. И на романски имам снимано и уште на неколку други јазици. На индонезиски, на португалски. Да, тоа други ќе пеат. Други пеат не Калина, мислам да. Ама сепак јас ќе сум на. Да, можно италијански можно е Калина да го пее. Да, го пеев, да.
Ама да, ево сега 7 денови видеото мислам скоро е завршено на македонски и на шпански. И на шпански, смешното нешто за 7 денови е, мислам, доста така, буквално ко за народна песна за деца. Знаеш, има и зурла, и хармоника, и тапан, и тарабука, и сето то. И смешно ми беше мене, зашто на шпански, кога направивме песната, мислам, се задржавме од прилика и звучи ко на шпански со македонски флер. Ајде сега да повториме, но овој пат со шепотење. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела. Ајде сега на цел глас. Кога што Дарко Биберко ќе добие на интернационална димензија, односно веќе станува нели интернационален, и до сега е интернационален, затоа што вие нели сепак сте во Америка, па сигурно и таму ваши пријатели го слушаат и го гледаат, иако нели не го разбираат јазикот, но сепак вие сте тука да им преведете. Како се развиваше, бе? Може ли да се вратиме вака од почетокот, како го развивавте ликот на Дарко Биберко? Да. Значи, ликот работевме со илустраторката поради тоа што сакавме да го направиме, да направиме првата епизода за нашиот внук, го ставивме неговото лице на ликот на Дарко Биберко. Внукот наш се вика Дамјан, од брат ми син, и имавме негде 8 верзии, а избравме верзијата што најповеќе наликуваше на него. А иначе самата приказ на Дарко Биберко е од мајка ми, кога бевме мали, ни раскажуваше за Дарко Биберко, како бил мал, но силен и можел да направи се што ќе се одлучи да направи и така. Така, позитивно. Така се бара секогаш епизода плюс, еве, тргнувајќи нели од моето дете, па се работили на нови епизоди, еве споменавте нели дека со деновите од седмицата, што може следно еве да се очекува? Значи, деновите од седмицата, третата сезона има 4 песни, веќе ја пуштивме Среќен роден ден, сега ќе излегува 7 денови, па наредно ќе биде Чисти заби се вика. И последната можда ли имаме крстено, да, нешто за супичка правење. За супа правење, така да ќе ги учат зеленчуците. Немаме овдека да ви покажиме клипот од последните две, да, само 7-те. Ама можеме да ви ја испееме ако сакате. Може? Да. Баш. Заби, заби, заби. Заби, заби, заби. Јас имам чисти заби, си ги четкам 2 пати на ден, горе, долу, горе, долу, и направи круг. И кружи, 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 кружи. Сега имаш чисти заби. Заби, заби, заби. Заби, 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 чисти заби, чисти заби. Имам јас. Браво, девојке, значи не можеше поексклузивно од ова. Сега ме потсетивте дека направите и видеа кои што се однесуваат на Македонија и народната земја, односно песната која што ја имате нели преработено. Колку еве ви недостасува на моменти Македонија и односно што поточно ви недостасува од земјава? За мене, мислам, можам да зборувам и за двете нас. Најповеќе, значи, ми фали, мислам дека таа носталгија што е вклучена така, носталгијата, значи, многу сакам да си одиме во Охрид, да поминуваме на местата кај што сме живееле, кај што сме се дружеле со пријатели, училиштето каде што сме оделе.
така, тоа мислам, луѓето, топлината на луѓето. Воздухот во Скопје можам да го осетам и во Охрид, и Многу е поразличен. Не знам, ама сепак мене, знаеш, кога На си дома влегов те тука, до дома ми е и Скопје, Да, исто така Мириса на јадење. дома. Да. И јадењето. Што правите еве прво кога ќе дојдете во Македонија? Да, јас мислам, прво нешто што правиме јадењето. Храна. Храната ни Геврек. не достига. Да, значи Геврек, да, Охридски и во Охридскиот Скопје геврек. го барам Охридскиот и пробам да најдам. Ѓомлезе. Да, ѓомлезе, да. Сакаме. Да, мислам јас сум веган, невена. Јас сум веганка, да, ама некојаш јајце ќе каснам. Да, и така да овдека во Скопје баш има неколку вегански ресторани, Веган 365. Веган 365 и Дрени, особено и кај многу нас. сакаме да одиме во веганските ресторани. И така. Добро, значи сепак она традиционална кујна македонска, односно она што потекнува од Охрид, вие неизбежно нели тука еве. Кога сте споминавме еве за тоа што ќе правите во иднина и нели за тоа што ќе очекува нели публиката на Дарко Биберко, но сепак нели како може еве да се донира, односно како може луѓето да помогнат за да се надгради еве овој проект? Па моментално бараме спонзорство, значи досега епизодите ни беа спонзорирани од мали донации, но моментално бараме спонзори, ако сакаат да спонзорираат Компании, нешто. Компанија, дали Особено сега со чисти заби, зашто мислам дали е некоја паста за заби или пак не знам. четки за заби, стоматолошки ординации, што и да е, значи можеме да вклучиме, креативни сме, ако компанија не контактира, можеме да направиме епизода во врска со нивните продукти. Да, значи еве отворен повик до сите оние кои што сакаат да го поддржуваат прица македонскиот јазик, но и децата еве кои што па и живеат надвор од Македонија, ги има многу такви мали деца да си го слушаат јазикот кој што им е мајчин и нели такви видеа да циркулираат низ медиумскиот простор, односно низ социјалните медиуми. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време. Се надевам дека во следна прилика ќе се видиме повторно кога ќе ни дојдете во Македонија. Фала многу. И нас ни беше многу мило во живо да се запознаеме. 7 денови